Народниот правобранител и надлежните комисии не ги фермаат поплаките од Штипјани по основ на дискриминација. Досега Сдруженијето за мултиетничко општество за човекови права реагирало за неколку случаи, но одговор од никаде се уште немаат. По овие се уште очекуваме одговор да добиеме во однос на она што се случува со овие барања и представки кои што се досега поднесени, за да знаеме дали понатаму ќе биде потребна да се достави тужба, дали до некоја фирма, дали тоа ќе биде до некоја институција каде што има случај на дискриминација, за да истиот го застапуваме и на суд. Во меѓувреме, Сдруженијето организира различни едукативни работилници и трибини. Една таква денес се одржа во Штип со крајна цел – општество без дискриминација. Целта на денешната работилница е на луѓето да им го доловиме, дискриминацијата, да знаат што е дискриминација, како да ја препознаат и кои се механизмите кои може да ги искористат за да се заштитат од дискриминација. На ваков начин, невладиниот сектор се обидува да ја намали дискриминацијата, која конкретно во Штип е се поприсутна. Најчесто тоа се случува по, можам да кажам, дали тоа ќе биде политичка, етничка основа, дали тоа ќе биде по род, дали е машко или женско, затоа што Штип знаеме, пред се текстилен град и каде што претежно е потребна женската работна сила, каде што мажите од една страна се оневозможени со оглед на работната сила што се бара на пазарот на труд. Инаку, сите граѓани кои ќе се почувствуваат дискриминирани, правна помош можат да побарат од Сдруженијето на млади правници.